Добар ден, ученици! Добре дојдовте на новиот час по историја. Јас сум Магдалена Илиевска Трајковска и сум наставник по историја во Основното училиште Гоце Делчев во Аеродром. Нова наставна содржина која што овој час ќе обработуваме е формирање на Соединетите Американски држави и нивниот подем. Односно, овој час треба да научиме за Американската војна за независност, треба да знаеме кои се причини за војната, почетокот на војната, каков бил текот и крајот на војната. Понатака, треба да знаеме зошто Декларацијата за независност представува документ од историска важност за американците. Ќе учиме како доаѓа до укинување на робството во САД, односно борбата помеѓу северот и југот, и во што се состои значењето на Американската војна за независност. Во 18 век англичаните имале 13 колонии во Северна Америка. Овие 13 колонии, биле под англиска управа и власт. Почнале да се развиваат во нив капиталистички односи и доаѓа до зајакнување на домашното граѓанство. Ова домашно граѓанство за прв пат излегува со барање за стекнување на државна независност од Англија. Најпрво американците почнале да одбиваат да ја купуваат англиската стока, почнале да одбиваат да го плаќаат данокот на англичаните и слично. Па така, во текот на 1774 година, представниците на 13 англиски колонии се организирале во Конгрес и настапиле собарање. Собирањето на данокот и контролата на трговијата со Англија да им се препушти на колониите. Тоа всушност го означува и почетокот на борбата на американците за стекнување на својата државна независност. Во пролета 1775 година започнува војната. Американците формирале своја војска, своја армија, врховната команда му била доверена на Џорџ Вашингтон. Во време од една година американците успеале да се стекнат со независност, односно колониите, голем дел од колониите добиле независност. Па така, на 4 јули 1776 година Конгресот објавил еден документ, односно Декларација за независност. Таа ја составил Томас Џеферсон и ова е документ кој што има голема важност, односно голема историска важност и значење за американците. Во неа за прв пат се објавуваат правата на човекот и граѓанските слободи, односно рамноправност пред законот и народен суверенитет. Го имате на слайдот на илустрација како изгледал Томас Џеферсон. И денеска, знаете, 4 јули е денот на независноста, национален празник во Америка. Конечно, во 1781 година англиската војска била поразена, која што во ова време била и во многу потешка положба, бидејќи војувала со некои европски држави на европскиот континент, и бил склучен мир. Со склучувањето на мирот фактички е призната англиската, била призната американската независност. За прв председател на САД бил избран Џорџ Вашингтон. Бил донесен првиот устав на САД. Според тој устав, САД се прогласиле за република. Се организирале како сојуз на држави во кој секоја држава си има своја управа. Колку држави денес ги сочинуваат САД? Може да си направите едно кратко истражување, ова нема да ви одзема време, затоа што претпоставувам дека веќе сите го знаете одговорот. На илустрацијата го имате и првиот председател Џорџ Вашингтон. Ова е една скулптура на Џорџ Вашингтон, а неговиот лик го имате и на американскиот долар. Вашингтон бил 2 пати американски председател. Како доаѓа до укинување на робството во САД, да видиме. Прашањето на робството било главното прашање околу кое што се студирале северните и јужните држави. Зошто?
северните држави биле капиталистички држави, таму била развиена индустријата и капиталистичките односи. За разлика од нив пак, јужните држави, таму се уште постојат феудални односи, таму имаме плантажи и фарми на кои што работат црнци робови. Па така северните држави сметале дека треба да се укине црнечкото робство, кое што само го забавува индустријскиот развој низ целата територија на САД. Меѓутоа, јужните држави биле против, бидејќи нив им биле потребни за работа на плантажите и фармите. Во 1860 година председател на САД бил избран Абрахам Линколн, кој што се спротивставил на робството. Ова всушност го означува и почетокот на граѓанската војна. Во 1861 година избила граѓанската војна помеѓу северот и југот. Војната била многу тешка за двете страни. Имаме околу 700.000 жртви како последица на војната. Војнава завршува со победа на северот, и во 1863 година Абрахам Линколн го укинал робството. Го имате на илустрација Абрахам Линколн како изгледал. За дома може да си направите едно кратко истражување за расната дискриминација и за борбата на црнците за своите права. Бидејќи можеби знаете, црнците уште долго време ќе се борат за добивање на своите права во САД. Во што се состои значењето на американската војна за независност? Оваа војна имала големо значење и за американскиот, но и за европскиот континент. Бил засилен развојот на капиталистичките односи. Исто така, станувајќи републики, Соединетите американски држави стануваат најнапредна државна организација во светот. Тоа е во едно време кога сите повеќето европски држави се феудални, се уште постои феудално општествено уредување. Понатака САД станува голема и моćна светска сила. За домак имате задолжение да направите еден проект за некој од повлијателните американски председатели. Имате на илустрацијата прикажана планината Рашмор, тоа е еден споменик на кој што се наоѓаат скулптурите на четворица американски председатели. По повод 150 годишнината од независноста на американците е направен овој споменик. Тука ви се прикажани Абрахам Линколн, Џорџ Вашингтон, Теодор Рузвелт и Томас Џеферсон. За тројца од овие имаме. Ние сега учевме овој час, па за некој од нив може да си направите и кратко истражување. Ви благодарам за вниманието и се гледаме следниот час.